Каква е состојбата со туберкулозата во државата во моментот? Мислам тука и на возрастните и на децата. Има ли нови заболени случаи во последната година? Секако дека има нови заболени случаи со туберкулоза во Македонија, затоа што туберкулозата ја имаме во Македонија. Меѓутоа, можам да кажам дека во последните десетина години бележиме континуирано и постојано намалување на вкупниот број на ново откриени случаи со туберкулоза. Така да, значи, ако пред 10 години годишно откривавме повеќе од 700 случаи со туберкулоза, во текот на 2012 година тој број изнесува 355 или изразен како стапка на 100.000 население, изнесува 17,2. Значи, во континуитет едно перманентно намалување и од пред 2 години Македонија за прв пат се брои во земјите со ниска стапка на инциденца на туберкулоза, што значи испод 20 на 100.000 население. Што се однесува до состојбата во Македонија, последниве години бележиме, и со задоволство ќе ги кажам, позитивни индикатори на контрола на болеста, затоа што се однесува, еве, како еден битен епидемиолошки факт, еден битен епидемиолошки момент е бројот на детската туберкулоза. Тој број варира, можеби да варира од години во години, меѓутоа последната година бележи намалување во споредба со 2011 година и процентуално децата болни од туберкулоза се застапени со 8,2%, за разлика од претходно што беа 9 или 10% во вкупниот број на болни од туберкулоза. Друг позитивен индикатор во однос на епидемиолошката состојба е соодносот меѓу случаите кои што се нови, првпат разболени и оние кои повторно се лекуваат. Колку има такви? Да, такви случаи на број се 35 случаи или процентуално изнесува процентуално се 9,1 од скупниот број, а претходните години речи си, еве да кажам, и претходно постојано тој број беше над 10%. Значи сега се намалува и тоа е добар епидемиолошки показател. Добро, на што се должи, еве, и покрај сите лекови, покрај тоа што медицината оди напред, нели, на што се должи појавата на оваа стара болест и понатаму, нели, си има тенденција на лечење? Обстојувањето на туберкулозата и тоа обстојување во речиси секоја земја од светот, кај туберкулозата се должи на повеќе фактори. Повеќе фактори влијаат. Прво, може да кажам дека секако ненавременото откривање е многу важен момент и ненавремено започнување на лекување на болните од туберкулоза. Тука влијаат многу фактори, стигмата е еден важен момент, како ќе се јават, дали ќе признаат за својата болест, дали ќе сакаат туберкулозата да биде откриена, а од друга страна е и едукацијата на здравствениот персонал и мислењето на туберкулозата. Понекогаш не се мисли доволно на туберкулозата и така настанува пропуштање или одложување на дијагнозата. Друг фактор кој што влијае на овој број на болни од туберкулоза, нели што денеска го говориме колкав е во светот, е секако и несоодветната политичка поддршка и помош во многу земји од светот, затоа што некако на туберкулозата се гледа како на малку болест која што ете така може сама да се лечи, може сама да помине, што апсолутно е спротивно. Туберкулозата е болест која бара решавање на глобално ниво. Не може ни да се реши парцијално, не може ни регионално да се решава. И затоа денеска светот ја согледа оваа состојба и сите организации кои што учествуваат во контрола на туберкулозата делуваат глобално и помагаат да се реши проблемот и во оние земји што се најсиромашни, кај што има најмногу туберкулоза. А само друг и два важни моменти, тоа е коепидемијата меѓу ХИВ инфекцијата, значи овие две заболувања одат заедно, и појавата на резистентните форми на туберкулоза, а тие секако се резултат на некое неправилно лекување на болните. Каква е состојбата по затворите, по психијатриските болници кај ромската популација? Така, тие се спомнуваат како ризични, вулнерабилни групи, затоа што се средини каде што луѓето живеат во затворени колективи или средини каде што живеат во субстандардни услови, како што се ромите, без себе да некоја нели да правиме дискриминација, меѓутоа сепак условите на живење се полоши во споредба со другата популација. Кај нас во Македонија, овие групи во претходните години се издвојуваа како ризични групи, затоа што стапката на откриени случаи беше значително повисока во однос на стапката на општата популација. Но и во овој поглед, последните неколку години бележиме тенденција на намалување. Тука таа тенденција на намалување ние секогаш сме спремни дека може да биде и обратна. Може да имаме изголемување во наредната година, но затоа токму кај ризичните групи, вулнерабилните, се превземаат мерките за што по сериозна контрола, што по адекватна контрола, навремено откривање на болните, и тука вршиме посебни дијагностички постапки
и се спроведуваат. Какви се бројките за минатата година? За минатата година само еден случај е откриен во затворите, значи меѓу затворениците, со тоа што значително ја намали стапката на инциденцата во затворите, за разлика од претходните години кога имавме 7-8 случаи нови во текот на годината. Кај психијатриските болници тој број изнесува 3, нешто е сличен со претходните години во откривањето, меѓутоа во вакви затворени колективи еден е доволен да биде неоткриен, ако продолжи да живее со своите лица со кои што може тука да се сретне во околината и да ја пренесе болеста кај нив. Што е со резистентните форми? Спомнавте дека е тоа глобален проблем. Да. Кај нас? Кај нас резистенцијата, тоа е значи туберкулозни бактерии отпорни на лековите со кои што болеста може да биде излекувана, во таков процент се јавува каде што може да бидеме задоволни. Значи немаме голем број на резистентни соеви на туберкулозни бактерии, ниту пак голем број на откриени случаи со така наречените мултирезистентни форми на туберкулоза, тоа се оние така и се наречени затоа што се најтешки форми за лекување. Бројот на резистентните, значи лица кај кои што е откриена резистенција минатата година изнесува 16, а 4 од нив се лица кои што имаат мултирезистентна форма на туберкулоза. И овој број не смееме да го занемариме и овие лица мора адекватно да се лекуваат и да се третираат, затоа што тие пак шират во околината туберкулозни бактерии кои што се резистентни, кои што можат сосема здрави лица да ги инфицираат со резистентните бактерии. И голем проблем се за лекување, затоа што лековите што за нив се применуваат се доста скапи, ние ги имаме, меѓутоа се доста токсични, пациентите тешко ги поднесуваат и затоа и секогаш кога има такви проблеми и исходот на лекување може да биде помал во споредба со оние другите болни од туберкулоза. Значи ова е сепак светот стравува од оваа појава. Апсолутно, точно. Глобален проблем, ова е проблем и во нашата држава. Светот се плаши од резистентните форми на туберкулоза затоа што навистина има земји каде што речиси половината болни се со резистентни форми на туберкулоза. Болни кои што навистина или не можеме или многу тешко може да се излекуваат, но и тука се прават напори на глобално ниво, така да последните години веќе се бележи подобрување на процентот на излекуваните резистентни случаи со туберкулоза. Во ситуација кога се зголемува сиромаштијата, какви се прогнозите? Може ли да се врати оваа стара болест? Значи, се уште не искоренета, меѓутоа да се врати во... Како што споменав, туберкулозата секогаш е поврзана со социјалните детерминанти. Значи, апсолутно, и кога ќе се каже името туберкулоза, се мисли на сиромаштија, на беда. Секако дека субстандарните услови овозможуваат, меѓутоа тие не се пресуден фактор дали ќе се јави туберкулозата или не, али е фактор, ризик фактор кој што допринесува за да туберкулозата ја има. Меѓутоа туберкулозата ја има, таа е уште од последните години на минатиот век се врати, така велиме се врати, затоа што се врати и во оние земји кои што претходно го решија проблемот со туберкулозата и ја искоренија на своите подрачја. Меѓутоа други причини се повеќе: неоткривање, нелекување, непрепознавање на болните со туберкулоза, појавата на резистентните, тие се главните фактори што и овозможуваат. За Македонија, значи. За Македонија? Па добро, секако. Меѓутоа, во однос на кога ќе се погледне... Има ли причина да стравуваме? Дека можеби оваа болест ќе се врати повторно со оглед на тоа што е тенденција на сиромаштија, значи, ако направиме анализа во однос на изминатите 10 години и ако сакаме врз основа на тоа да го направиме трендот на туберкулозата во иднина, јас можам да кажам дека сите оние структури што се вклучени во контрола на туберкулозата апсолутно би допринеле за натамошно намалување на бројот на болните од туберкулоза. Ние, значи, со овие активности што ги превземаме и со поддршката што ја споменавме, што ја имаме од Глобалниот фонд за контрола на туберкулоза, Министерство за здравство, Светска здравствена организација, невладените организации, мислам дека не смееме да дозволиме, нели, да се јави зголемување на бројот на болните од туберкулоза, да излезе од контрола. Може да има мали варијации, тие се очекуваат. Значи не значи дека мора постојано да се намалува. Може да биде и мало зголемување, меѓутоа во рамките на оние очекувани варијации да го имаме тој број. Така да се надевам дека и во иднина ќе имаме вака добри резултати, со добро работење и со добро превземени активности и мерки. Будно ја следиме состојбата со туберкулозата насекаде во Македонија, во сите региони и се стремиме да адекватно и на време ги превземеме и превентивните мерки, диагностичките и тераписките, нели, со цел за поуспешна контрола во Македонија. Ви благодарам на разговорот. Благодарам.